околу изборите многу страв ве фаќа, не се секирајте, ќе дојде и тој момент. Председателки, вие ако имате нешто да кажете, кажете ни, не мора да дофролате, гледаме дека сте расположени. Гледаме дека сте расположени, ама оставите можност на господинот Битичи, ја мислам дека и сам може да се брани, нема да има потреба од дофрлање вака, доволно може да го искористи социјалдемократскиот капацитет за сам да продолжи со дебатата. Да зборуваме што викате зубави работи, да. Значи, почитуван колега Битичи, да се навратиме назад со дебатата. Прва работа околу кохезијата, која што ја кажувате, општествената кохезија, предпоставувам дека општествената кохезија како поширок поим во ваше време се сваќаше она што го правевте преку фондот за иновации, па така ги доаѓавме до таа општествена кохезија преку таквите проекти кои што ги делевте од фондот за иновации. Втората работа околу делов кој што зборувате за формирање на цените. Сметам дека методологијата многу не е променета од наше и ваше време. И дека она што го преземаше владата и во овој период доволно добри резултати даде. Се сеќавате, ние дебатиравме дали ќе ги даде постигнатите резултати. И кој што гледаме, имаме резултати во тоа поле. Имаме резултати. И вие сега, наместо тоа да го признаете и да кажете добро е, се надмина економската, односно енергетската криза со добри резултати, вие сега атакувате онаму каде што вие најавувавте дека треба дополнително да се зафати од буџетот. Такви ви беа тезите. Зафатете дополнително од буџетот за граѓаните да им олесните позицијата, состојбата. Океј, ако ви била таа теза, зошто тогаш овдека после 6 месеци одминати за истата таа работа вие дебатирате и напаѓате? И не ми дадовте одговор на клучното прашање. Остајте ги изборите ќе дојдат, вие ќе изгубите и тоа е јасно. Дајте објаснете им на граѓаните како тоа планирате да ги зголемите пензиите за 50%, при тоа да не ја зголемите дупката во пензискиот фонд. Тоа објаснете им го на граѓаните. Престанете више да ги лажете, тоа нема да ве спаси од изборниот дебакл. Благодарам.